Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ каналот ВИС, емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. Се надевам дека ќе успееме во тоа, се разбира тоа ќе го сториме со содржините од оваа емисија. Наш гостин на програмата на ТВ каналот ВИС е господинот Живко Исак Заев. Господин Заев, добар ден и добро дојдовте во нашава емисија. Имаме повод за овој разговор, а разговор е вашата книга, која неодамна излезе од печат, а е насловена Борис Џонов. Станува збор за познатиот Боро Џони, кој сите во Струмица го знаеме, историска личност несомнено. Ајде да ни кажете од каде идејата за да се нафатите да го напишете ова дело? Мене ми причинува посебно задоволство што сум гостин на каналот ВИС. Ги поздравувам сите од канал ВИС и слушателите на канал ВИС. И гледачите. И гледачите. И гледачите. Идејата за животот и делото на Борис Џонов е покрената лично од мене и неговиот син Илија Џонов. Така. Кој живее и работи во Скопје. Во Скопје. Така. Согледувајќи ја достапната литература и документи, се што е напишено за Борис Џонов, во ерата на пандемијата се нафатив да напишам една монографија да се осветли и разјасни ликот на Борис Џонов од сите аспекти. Така. Идеолошки, револуционерно, политички, поетски, журналистички. Така. Година дена истражував за ликот и делото на Борис Џонов. Во двата одржани научни собери во Струмица, исклучиво се пишува за политичката дејност на Борис Џонов, додека отсуствува од тие симпозиуми поради недостаток на соодветна литература и истражување беше допринос од негов на полето на културната историја на Македонија. Така. Навистина, тоа истражување беше доста напорно, но кога се има љубов кон нашето минато, не е никаков проблем. Всушност, ова истражување има за цел да е понатамо наши културни дејци од областа на културната историја и до историјата да продолжат со истражувањето за Борис Џонов. Не е се истражено за делото на Борис Џонов, бидејќи тој работи, заврши гимназија во Загреб. 32 година се запишува на правен факултет. 39 година дипломира и брани адвокатура. Се вработува како градоначалник, денешно, односно тогаш кмет во Богданци. Бидејќи таму е роден. Таму е роден, се задржува едно 4-5 месеца, но под директива на Комунистичката партија на Македонија, тој е прво вработен како адвокат во Струмица, а после како судија во Околинскиот окружен суд Струмица. Јас ќе го потенцирам истражувањата, статијата на професор доктор Бранко Панов, кој што вели личноста на Борис Џонов има огромно значење за македонската историографија од причина што тој е многу јак публицист. Пишува глас во хрватскиот вестник Глас омладине, во кој што се осврнува на состојбата во Македонија меѓу двете светски војни
рушенето на Македонија, паленето на Македонија, со посебен осврт на состојбата на широките народни маси во Македонија. Но уште како средношколец, тој пишува поезија исклучиво на македонски јазик. Има напишено околу 20 песни, раскази, но од истражувањата се најдени само 5 песни. 5 песни, останатите најверојатно се наоѓаат во списание, во вестникот, списанието Глас омладина во Загреб. Но бидејќи малце сложено тоа истражување во Загреб, требало. Но нашата научна тела, всушност книгата дава насока каде всушност се наоѓаат неговите дела. Пример, во песната о беспоследном раднику. Тој ја опишува севкупната состојба на работничката класа во Македонија. Преку неговото дело се обединува и се обединуваат сите слоеви на македонскиот народ. Интелигенција, младина, земјоделци, работничка класа, со еден збор, севкупните класи во периодот тој во кој што живееше и создаваше. Освен тоа, во песната, например, Сечеч, песната Марш, тој ја пишува 34 година, го повикува македонскиот народ за борба, за единство, за решавање на основните нерешени прашања во Кралството Југославија, тоа се националното, социјалното прашање. Од друга страна се осврнува и на автентичноста на македонскиот јазик. Бидејќи тој 38 година е прв што пишува леток за време на изборите на македонски јазик. Многу значајно дело, лично негова творба е библиографијата за Македонија, во кој што се осврнува на севкупните достигања на македонците кои што пишуваат на македонски народен јазик, почнувајќи од Печиновиќ, Крчовски, па се до Крста Петков Мисирков, на еден начин летните ферии, како студент, ги користи за запознавање на струмичката младина со реалната вистина на Македонија, македонскиот народ и македонскиот јазик. Предавањата што ги држал сред македонската младина во Струмица, секој пат почнувале со буквата М, мајка, Македонија. Со буквата Т, татко, татковина и така натаму. Но огромен идеолошки, политички допринос има Борис Джонов и во создавањето на културно-просветно друштво во Загреб, Вардар, каде што ја напишува политичката резолуција. Тој е автор на таа резолуција, во кој што вели, кратко ќе се осврнам со неколку реченици, борба против монархичката диктатура, борба на македонскиот народ за национално сознавање, изразено преку хоровски секции, рецитаторски секции, преку песни, со цел да ја побуди националната свеска и македонскиот народ. Кога сме веќе тука, само малку ќе ве прекинам. Имале ли проблем Борис Джонов и другите членови на друштвото Вардар во Загреб за непречено одвивање на нивните активности? Од јас колку што знам, одредени списања се забранети, излегле еднаш. Еве, например, во Загреб го издават вестникот Наш вестник. Така.
веднаш по излегувањето на првиот број од режимската власт тој е забранет. Така. Во текстот е децидно кажано со кој акт и со која наредба е тоа забрането. Во тој наш вестник на КПД Вардар пишува и Кочо Раци. Така. И известно време Кочо Раци живее во станот на Борис Џонов и Кирил Џонов. А Кирил Џонов е брат на Борис Џонов, кој што исто 30 година студира во Загреб. Инспириран Кочо Раци од статијата Гласот на македонската младина до хрватската младина, ја напишува песната Балада о непознатијето, што е печети во Бели Мугри 39 година во Самобор, во кој што финансиска помош пружат брајката. Тоа е многу интересно. Јас тоа го прочитав во книгата, значи брајката Џонови. Борис Џонов и Кирил Џонов Така. финансиски наоѓаат средства да се, бидејќи во Загреб му е забрането да се издаде Бели Мугри, во Скопје исто така, и му помагаат да тој ја печети збирката Бели Мугри. Тоа веројатно струмичката јавност, можеби македонската јавност не го знае и тоа е многу убав податок, дека значи книгата Бели Мугри на Кочо Рацин е финансиски подпомогната да издаде печат токму од семејството Џонови или од браќата Борис Џонов и Кирил Џонов, така? Да. Тоа е многу убав податок. Да. Одлично. Понатаму, дејноста на Борис Џонов, конкретно во Струмица и Струмичкиот крај, се состои во следното. Тој од Загреб ја донесува етничката карта на Македонија, која што етничка карта на Македонија побудува огромен интерес кај струмичката младина. И со доаѓањето на бугарската фашистичка власт во Струмица, се користи таа етничка карта 41 година на транспарентите. Тука секако активно значење има и Есперанското друштво Есперанто и така натаму, каде што еден од предводниците на тие демонстрации е доктор Ристо Јаневски. Тој е апсен и притворен во една од просториите на денешното собрание Струмица. Јас сакав да ја фотографирам таа соба, но од причини што ради короната не успеавте. Не успеав тоа да, бидејќи треба јавноста да знае каде бил тој. Така. Интересно е во книгата, во монографијата е десетно кажано што тој зборува пред бугарската фашистичка власт. Дека не се никакви слободители, со паролите Македонија на македонците, смрт на шпекулантите, смрт на фашизмот, на душманите, на домашните издајници и така натаму и така. Така. Интересно е книгата, претпоставувам, и би сакал што повеќе од оваа книга примероци да се најдат во домашните библиотеки на Струмичани и оние кои си ја љубат домашната историографија, значи македонската историографија, во случајов и струмичката историографија, бидејќи Боро Џони или Борис Џонов е неизбришливо име, оставил длабок печат во таа историја на Струмица и на Македонија. Боро Џони е роден 1913 година во Богданци и веќе рековте по наредба на властите доаѓа во Струмица. Потоа се чувствували на Покроинскиот комитет на Македонија за Југославија доаѓа во Струмица, бидејќи Борис Џонов имал тесни партиски врски со Кузма Јосифовски Пито. Еден податок. 1936 година Кузма Јосифовски Пито е на правниот факултет во Белград. Борис Џонов во Загреб. Тие прогресивни македонски интелектуалци од Хрватска, студенти и од Белград, Загреб, донесуваат одлука за создавање, обединување
на македонската интелигенция, во интерес на националните интереси на македонскиот народ, во движење наречено Македонски народен покрет. Така. Тоа е заслуга на Борис Џонов и Кузма Јосифски Пито. И доаѓањето во Струмица, како уредник на билтенот на местниот комитет на КПЮ на Македонија, за Македонија, Борис Џонов го уредува билтен. Тој е првиот секретар на Народно-осведомителниот одбор во Струмица. Секретар Гливер Новаков и така натаму. Бил во постојана врска со Кузма Јосифски Пито, но истовремено, уредувајќи го билтенот, ги доставувал сите извештаи преку канали до покраинското раководство на Македонија за КПЈ и така натаму. Добро. Многу интересно. Спомнавте дека за Борис Џонов се случил научен симпозиум. Да. Кога беше тоа и што Последниот- историографијата доби од тој симпозиум? Од тие научни Дали беше соби... испечатана книга од рефератите кои беа Да, поднесени? отпечатани се две Добро. книги. Отпечатани во тие книги исклучиво се осветлува политичката убиството на Борис Џонов, Така. неговата дејност како припадник на Комунистичката партија на Македонија. Претежно во тие научни симпозиуми се опишува неговото убиство. Кој, како, кој го издал, што издал, и во книгата е тоа дезетно кажено. Но и со самиот Борис Џонов допринесува во логистичката поддршка за изфрлувањето на првите на одредите во Струмица, во Богданци и Гевгелија. Дава финансиски средства, пари, муниција. Интересни се податоците и прашањата кога тој е уапсен, истражните бугарски власти му постават неколку прашања. Колку пари си дал? Каде е оружјето? Каде ти е радиостаница? Тој поседал и радиостаница. Имал 3 илегални стана во Струмица и така. Денес има една улица. Од каде го знаеле тоа бугарите? Веројатно од некои кои биле блиски соработници на Бородџони, не знам. Така е. Така ли е? Да. Бидејќи многу од бугарите полагале огромни финансиски средства за да придобијат своји соработници. Така. Такви соработници од Струмица има доста. Јас не сакам сега да ги добројам во книгата. Се знаат со име и презиме? Со име и презиме е напишено. Така, така. Напишени се со име и презиме, кои били приверен податок. Началникот на Кулинскиот округ на Кулинската област во Струмица, веднаш по убиството на Борис Џонов, бидејќи се уште во живот неговото тело, фрлен во барницата, тука кај Рапорца и така натаму, наредува за 12 часа неговата сопруга Рахилка да ја напушти Струмица. А бремена. И тргнува пеш. Рахилка е од Штип, да Штип. кажем. Таа е од Штип. Тамо завршила гимназија, тргнува пеш, но тогаш превозни средства и возила беа исклучило запражни конјски коли и така натаму. Некој штипјанец од Исарот, враќајќи се од пазар, ја загледува кај Василео Рахилка, бе, каде си запнала по тоа? Ме протераа од градот. Струмица, морам за Штип. А семејството Џонови, веднаш по трагичната смрт на Борис Џонов, без да го видат и така натаму, во книга, во монографијата е опишано, е интегрирано во Бугарија. Неговиот татко, Илија, се вика, неговата сестра Јордана, мажена Маџункова, Маџунков е струмичанец и така натаму.
неговата мајка Марија и така натаму, сите се до 9 септември се во Бугарија, во Раховската област. Што сакам со това да потенцирам? Трагедијата од војната и Првата светска војна и Втората светска војна ја доживеала на свој начин фамилијата Џонови. Така. Интересно е тоа дека тој од Богданци доаѓа во Струмица, но тој не е единствениот Богданченец кој ја продолжува таа револуционерна дејност овде во Струмица, ги има такви повеќе таа веројатно Струмица бил значаен центар во тоа време за такви активности, за такви ангажмани. Во однос на Богданци, секако дека Струмица беше поразвиен економски центар, а додека Богданци во тоа време беше мало населено место, но тоа не значи дека малите места не изфрлат значајни личности во историјата и така. Еве мојот така, ми се наметна и ова да го кажам, мојот тетин, значи на Мито Таткова. Така е, значи Тошо Каркаляшев. Да го има во тоа научниот симпозиум. Исто од симпозиум. Богданци, дојден во Струмица и тој бил партизан исто така. И не само тие двајца, ги имало повеќе минаи. Брант е од Богданци. Таа соработка, интересно е како била воспоставена таа соработка, тука и Теменугов Железни, еден од тие сега кога сме кај Мито Теменугов, да потенцирам. Мито Теменугов ја опишува личноста на Борис Џонов, многу конкретно, децидно и јасно. Како податок, неговото пишување го користи доктор Бранко Панов, Блаже Ристевски. Така. Борис Џонов спаѓа во онаа македонска плејада на први македонски поети, кои што исклучиво пишува национална, револуционерна и социјална поезија. Нешто слично на Кочо Рацин. Така е. Нешто слично на Кочо Рацин. Ако Кочо Рацин пишува за тутунобирачите, така. Борис Џонов пишува за сечачите, за влачарите, бидејќи Струмица и Струмечкиот крај, Богданци и Гевгелија, исклучиво изобилуваат така. Основна суровинско производство во тој период беше памукот. Така. Памукот. Интерес да е... Памукот и јас го паметам. Така е. Добро. Богданци и Гевгелија, Струмица и така натаму. Интересно е исто така да се потенцира неговата дејност за создавање на осудителни одбори во Велуса, Радово, Дабеля, Босилово. Во Босилово е Ристо Гавровски како член на првиот осудително, инаку поп. Така. Ги посетува тие места, а исклучиво сред младината ги користи и излетите Свети Илија, Банско, Смоларе водопадите, Кожов Гевгелија и на Кожов напишува во споменарот неколку стиха многу јаки. И на тие предавања сред младината, на тие излети, прво било прашањето за македонскиот јазик. Неговата борба било да Македонија како федерална единица биде во составот на Кралството Југославија. За тоа се залагале и Кузман, се залагале и Кочо Рацин. 1934 година судењето на Кочо Рацин е користена песната на Борис Џонов Марш, што бунтовна песна, го повикува народот. Интересно е за ова песна да се спомне една полемика научна од областа на културната историја. Иван Мазов тврди дека не е напишена во Струмица песната, но Кантар Джиев, ова песна режимската власт српска ја користи
да го осудат Кочо Раци. И така натаму. Професорот доктор Иван Катарджиев докажува со документ дека песната полицијскиот начелник од Струмица ја доставува до Скопје, дека песната подпишена со средношколец е на Борис Џонов. За таа песна се водело полемика, или за другите не е. Има многу што да се зборува за Борис Џонов. Веројатно, нашето време е прекусот сет, да кажеме. На крајот и на краиштата и не треба се да откриваме што пишува во книгата, да оставиме малку и оние кои се заинтересирани да имаат таа книга или да дојдат на промоцијата. Малку подоцна ќе зборуваме за промоцијата, одредени податоци, да ни кажете, да споделите со гледачите, но жално е дека и Борис Џонов е жртва на некакво предавство. Веројатно тоа ни е некаква, не знам. Да кажем ли? Значи, нешто слично се случува и со Благој Мучето. Сега вака. И тоа е предаден, може ли јас да кажам? Па убиен, да? Вака сега, кога сме кај предавството, синдромот на самоништување на македонскиот народ потекнал од памти век. Така е. Ако ги согледаме настаните 42, 41, 43, 44 година, излегува едно нешто. Сите познати македонски интелектуалци, борци за национално ослободување на македонскиот народ, имат заеднички именител, смрт. Тоа се Борис Џонов, Кузман, Кочо Раци, Страшо Пенџор и така, Страшо Пенџор, Мирче Ацев и така, имат заеднички. Но нашата наука треба да одгатни подлабоко, да нафлезе како и зошто. По книгата користевме и бугарски документи, судење и така натаму. Што они велат за убиството и така натаму. Они признават и така натаму. Сега не сакам да елаборирам, бидејќи во книгата тоа е напишено. Но многу од тие познати наши интелектуалци, правници загинале како колатерална штета. Пример, Кочо Рацин, знаеме како загина, наводно бил наглув, на стажорското место. не чул, добро, но тоа треба... Не држи вода, Тоа треба да се истражи. Така е. На мала железниčka станица Кузме Сивски питал, залутен куршум, и т.д. и така натаму и така. И сега, некои од нив имат различна судбина. Борис Џонов жив изгоре во барницата. Страшо Пенџор втврлен од полицијската станица. Коле Неделковски изврши саможртвување, знаеме зошто и како. Благој Мучето предаден. Благој Мучето предаден. Дури спиел во некоја плевна, скриен во илегала. Мизеровте зборот за Благој Мучето. Тој предлага да се формира тоа есперанско друштво преку тие секции театарска, рецитаторска, хорска, да се мобилизира народот во Струмица, бидејќи струмичкиот народ не ги дочекува бугарските фашистски окупатори со расширени раци. Ама отпор, демонстрира, штрajkува. Не сите. Ајде да признаеме. Не сите. Некои ги пречекале. Ајде. Но не сите. Тука, например, треба да се спомни и доктор Баџаков, и Новаков. Така. И да не ги редам и така натаму, сите биле во таа организација допринеле за да се пружи отпор против... Кога сме веќе кај Благој Мучето, нели? Предаден во плевна, од плевната бега на кај Струмичкиот парк, таму повторно, значи, предаден од наш човек,
прибегањето повторно е фатен од наш човек од Малешевијата. Така е. Тука го убиваат, но еден друг податок е многу страшен. Да. Убиено, значи телото на веќе мртвиот Се влече пред мучето собранието. од паркот е влечено низ Струмичкото корзо се до собранието, Центарот. До площадот тогаш бил площад. Да, до Пред собранието. Собранието е изградено. Така е. Собранието е изградено, тука на скалите го остава. Да. Бидејќи е сабота пазарен ден, Така имало е. многу народ. Народот. Но што е тоа? Половина од народот жали, плаче Така е. за убиениот Благојмучето, но половина го плука. Така е. Тоа е тој синдром за кој зборуваме. Така е. Тоа е присутно. Еве, на пример, во книгата е децетно кажано кој го издал и како го издал. Како е провалена организацијата во Струмица и така натаму. За жал, тој синдром не е од Втората светска војна, тој датира многу поодамна, дури Така во е. времето на Илинден и така Така е, натаму. така е. Членовите на ВМРО Така е, така. поделени Така на е. врховисти и така Централисти, натаму врховисти. се убиваат меѓусебно. Така е. Така ли? Така е. И тоа за тоа можеме да зборуваме на долго и на широко. Во Пиринска Македонија народот плаќа посебен данок. Така е, така. Тоа е трагедијата. Страшно. трагедијата. Тоа е трагедијата. Но сите овие работи треба да се доистражат Така е. врз основа на документите што постојат, бидејќи еве поезијата на Борис Џонов претежно се наоѓа во Загреб. И тоа треба да се најде, значи, со малку повеќе средства, Така со е. малку повеќе ентузијазам и така Да, натаму. во Загреб, во Белград. Значи да не откриваме, господине Така. Заев, се. Промоцијата ќе се случи во среда. Промоцијата ќе се случи на 29 октомври во 18 часот во културниот дом Во Националната установа Центар за култура Антон Панов, Антон во Панов, фоаето, во фоаето. и сите они кои се заинтересирани, еве заеднички ги покануваме да повелат, значи уште еднаш, среда 29 септември, 18 часот, фоае на Националната установа Центар за култура Антон Панов. Повелете на промоцијата на книгата Борис Џонов, Живот и дело од Живко Исак Заев. Уште да ни кажете само кој се ќе зборува, кој ќе ја промовира книгата и кој ќе биде присутен? Промотори на книгата ќе бидат професор доктор Тодор Чепреганов, Познат историчар. да, професор доктор Ѓорги Чекарјановски, професор доктор Илија Џонов, Илија Џонов, синот на Борис Џонов. синот на Борис Џонов, И тука сте вие како автор. и на крајот со неколку реченици ќе кажу И авторот. И Така е. авторот, така. Добро, ќе ни кажете на кој начин е создадена, се разбира книгата, Така колку, е. уште само последното прашање, колку семејството, колку Илија Џонов, како негов син, ви помогна во материјалите, во собирањето Јас на во оваа прилика сакам да изразам огромна благодарност Да? до професор доктор Илија Џонов, што отстапи на увид приликом истражувањето семјината архива, бидејќи монографија без фактографски Апсолутно, документи не е монографија. не е можно, но исто така, бидејќи е во собственост нивна, даде одредени насоки во однос на фактографската документација. Тоа многу ми помогна и му изразувам посебна благодарност што даде посебен прилог кон монографијата. И тука е крајот на овој наш разговор. Господине Заев, честитки за ова прекрасна монографија. Ви посакувам успех во среда навечер во Националната установа Центар за култура Антон Панов на промоцијата на оваа книга. Да сте ми здрави и живи и се надевам дека ќе имаме други поводи за вакви разговори. Ако сме живи и здрави, ви благодарам. Ви благодарам. Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава, со снимка од гостувањето на школа за гитара од Струмица на професорот Васко Пиличев во Радовиш. Проследете ја целата снимка.